еве на нас повторно. Јас се надевам дека добро се одморивте за време на големиот одмор. А сега пред да продолжиме со следниот час за трето оделение, јас ќе ви го прочитам петковиот хороскоп за денес. Денес е понеделник. Добро утро, добар ден, драги деца. Повторно сме заедно во ТВ Училница и ви посакувам убав почеток на неделата. Срекниот Јупитер вели дека кога животот ќе ви даде лимон, вие направете лимонада. Епа, драги деца, послушајте го и направете по една лимонада за вас и за вашето семејство и така почнете го овој ден. Седнете на масата, наместете си ги книгите и почнете со учење и пишување на домашните задачи. Бидете брзи и прашувајте ги родителите или наставниците за се што не разбирате, додека целосно не разберете. Потоа седнете и завршете ги зададените задачи. Денес е денот на мирисот. Дали знаете преку кој орган човекот мириса? Ако не знаете, со помош на вашите родители, побарајте на интернет и дознајте. Денес ќе го вежбате сетилото за мирис. Па така, прво ќе одите кај сите цвеќења и растенија што ги имате во домот и убаво ќе ги помирисате. Ќе застанете неколку секунди врз секое цвеќе и растение и ќе го мирисате. Потоа, ќе го отворите фрижидерот и ќе извадите производи од него. Неколку секунди ќе го помирисате секој производ. Се разбира, на крај се ќе вратите на свое место. Потоа ќе го мирисате столчето, па масата, па книгите од кои учевте, па телевизорот, пастата за заби, сапунот и шампонот. На еден лист хартија запишете колку силен мирис имаат растенијата, колку овошјето и зеленчукот, козметиката и на крајот предметите. Исто така, обрнете внимание на вашите емоции, како се почувствувавте кога ги мириснавте растенијата, овошјето, зеленчукот, козметиката, а потоа запишете се кој мирис најмногу ви се допадна. Денот ќе го завршите со правење чај за вас и вашето семејство. И не заборавајте да обрнете внимание на мирисот на чајот што го правите. И кој понеделнички слави роден ден, нека му е среќен од целата ТВ Училница. Ве сака вашиот Петко. Среќен роден ден на сите другарчиња кои што го слават денеска. Замислете не дека ние сме заедно со вас, идуваме заедно свекички, ви посакуваме најубави желби. Продолжуваме со следниот час по општество, така? Природни науки. За трето оделение, сетилни органи, мирис и звук. Токму тоа што го читаше сега Марија, ќе откриеме. Целта на часот истражува човечки сетила на начин на кој тие се користат за да се осознае светот и прошири знаењата за сетилата и нивната улога, се оспособува да ги разликува сетилата кај човекот и да ја разбере нивната функција. Да повториме само за сите 5 сетила, односно имаме 5 сетилни органи, сетило за вид, сетило за слух, сетило за мирис, сетило за вкус и сетило за допир. Тие сетилото за вид, само да кажеме дека се очите, разликуваат светло, темно, бојата, големината, движењето и формата. Сетилото за допир ни е кожата. Така, цела кожа, цело тело. Тоа е сместено во кожата, целата кожа е осетлива на допир. И таа открива формата, тврдост, мекост, рапавост. Да. Така. Еве, цела кожа ни е представена. Сетилото за вкус, сетилните клетки се распоредени во вид на брадавички на јазикот и расфрлени на сетилните клетки на непцето и грлото. Односно, вкусот го откриваме солен, благ, сладок, горчлив, така. А тоа ни е јазикот. Така. И стигнавме за денешната лекција, првото ни е сетило за мирис. Мора да кажеме дека сетило за мирис ни е носот. Да. Ние само чувствуваме пријатни и непријатни мириси. Од сите сетила, сетилото за мирис е најповрзано со меморијата. Ќе погледнеме како. Еве, овој човек мириса цвеќе, како одат сетилните дразби. Миризливата материја преку носната празнина, еве ги нервните кончиња, значи ова се како кончиња, па се до мозокот. Органите за мирис ги примат мирисните дразби. Мирисните дразби се примат во вид на миризливи честички кои се наоѓаат во воздухот. Ова се тие честички. Сетилните клетки се издолжени по форма, кои на едниот крај имаат сет или имаат сетилни влакненца, а на другиот крај долги нервни влакна кои го сочинуваат мирисниот нерв. Тој нерв
ги носи тразбите до центарот за мирисот во мозокот. И сега имаме, рековме, пријатни и непријатни мириси. Пријатни мириси е мирисот на цвеќето, на топло испечено лепче, на зеленчук, на овошје. Сите тие рековме дека се пријатни мириси, убави мириси. Наспроти пријатните имаме непријатни мириси. Расипан сендвич, расипано јајце, зеленчук, овошје. Сега, што ќе се случи доколку него имаме без да можеме да мирисаме? А нема да знаеме дали тоа што го јадеме е добро и Дали свежо. ни се допаѓа? Или не расипано, дали ни се допаѓа или не ни се допаѓа, точно. И нема, можеби немам да мора многу да јадеме, луѓето нема да јадат многу благо, затоа што ќе немаат вкусено и нема дали јадат благо или пијат вода. Така, така. Меѓутоа вакво нема, главно е тоа дека нема да можеме да го помирисаме дали тоа што го јадеме е расипано или не е расипано. Така, што можеме да мириснеме со носот? Еве, Се. точно, и пријатни и непријатни мириси. Еве ги, тука значи парфем, месо и ова, рековме дека е издувните гасови од автомобилот, се какви мириси? Па непријатни Непријатни. мириси и штетни. Може ли на игра да изиграме? Може. Ау, ајде. Да ги затворите очите. Сакате двете, сакате едно. Ајде. Ајде ќе се менуваме. Ќе се менувате? Да. Ајде. Кој ќе седне прв? Кој ќе ги затвори очите? Ева. Ти ќе ги затвориш очите? Добро. Сакаш да седнеш на столче или? Не, може да споја. Добро. Сега, јас ќе ти покажувам мириси, Добро. а ти ќе ми кажеш дали се пријатни, непријатни, па може значи да погодиш за што стана збор. Ова е нешто сладко, нешто благо. Може да видам, да почувствувам како мирисам. Да, ова е нешто Некој колаче. чоколадно. Некој благо коваче, точно, погодивте. Дојде ли не ти да мириснеш, може така? Само да ги затвориш очите. Ајде, Видов веќе. видите. Ова се смоки. Да, ова се смоки. Какви се смоките? Солени. Солени. А сега вака, да видиме. Тоа се пријатен или непријатен мирис? Па пријатно. Пријатно. Пријатен. Сега малце внимателно само. Ова е Оцет. оцет. Пријатен или непријатен Па мирис? така пријатно непријатен. Пријатен и непријатен. Може раката? Ова е некој... ова е многу добро, ова е парфем. Така. Парфимот ни е пријатен или непријатен? Пријатен. Ова е пријатен, а после парфими кои што се Кои што непријатни, се некои непријатни, што да. не се непријатни. Може ние вака цело те То- ученица со замижани очи да тестираме денес. Посебно за часовите по математика. И тоа е тоа, уште еден мирис имаме да пробаме. Ајде. Ова е кари. Тоа е. Кари. Така, пријатен или непријатен? Пријатен. Пријатно. Така, добро. Тоа ни е се што значи денеска имавме уште еден мирис, го видовте добро, нема врска. Ова се многу ови гумени бомбони, да, кои што имаат мирис на мастика и дечињата многу ги сакаат, значи многу се. Ау, многу се Да. убави вкусни, ќе ги Ау, пробаме да. после. Да. Ви благодарам. Опа. Еве, убаво ќе ги спакувам, ќе ги завиткам. Супер. Второто сетило што треба да го истражуваме денеска е сетило за слух. Ние слушаме со помош на нашите уши. Исто така, имаме пријатни и непријатни звуци, тивки, гласни, предупредувачки звуци. Се она што го распознаваме со слухот, со едно општо име го викаме, дека се вика звук. Еве го ушето и внатрешноста на увото како иде. Слушаме со сетилниот орган уво. Нашите уши примаат звуци. Звуците влегуваат во нашите уши, влегуваат во нашите ушни канали и кога ќе влезат во нашите уши, ние го слушаме звукот. Еве, како еве ни го тапанчето што никако не сме да се повреди дечиња. Да. Значи треба кога си ги чепкаме ушињата да бидат значи до тука некаде, никако не сме. И Треба да сме како- многу внимателни. Така. Еве ни ги пријатните звуци, звукот на птиците, Птиците, да. смеење на дечиња и имаме многу други пријатни звуци.
Исто така еве тука непријатни звуци, односно грмотевица, непријатни звуци може да ни бидат. Гужвата, хаосот во сообраќајот. Така. И кога некој плаче. Ова е најголемиот непријатен звук, односно никој што не може да го издржи плачот на детето. Исто така може да бидат тивки и гласни. Тивки звуци, значи може да биде на пилето да кажеме, а гласни звуци се грмотевици, други некои сирените. Сирените. Така. Па дури на некој концерт кога одиме е многу гласно. Да. Како стоиме. Така. Кога Може да да те ли во завршиме близина на звучникот. А може ли повторно да замижеме, да замижете? Добро. Да го погодите звукот, што е, значи јас ќе ви трпам да погодите со што се, значи со кој материјал. Ајде, се обидам. Ајде. Ајде, сега зашто е? Ова е отварање Лименка. лименка. Точно. Ова е отварање на лименка. Да. Знаете, кога ќе ги затворите очите, другиот сетилен орган, значи за слухот, повеќе се развива. Така? Да. Да видиме. Еве некој муливче, како тропа. Тирате да. со муливче од муливче? Да, ма само кој материјал, значи, од прилика што Па мислите? мислам дека е некој лесно дрво, ама пошто веќе погледнав и видов дека е пластика. Пластика, да. Пластика. А ова сега? Ова е дрво. Или е... Така? Не. Дирање за дрво? Не. Видов, стакло никош на немаше стакло апкол. некако со парфемот. Ова е Не. стакло, да. Ама не Ова- со парфемот. Не е со парфемот, А, не. ама е стакло. Ова е дебело стакло. Дебело стакло. Ова е дебело стакло. Се. Да, кеса некаква. Така. Шушкање. Шушкање. Кеса. Сега ова да го слушнете. Ова се нешто што се движи некако, Да, како некој Така. тркала. некаква играчка. Играчка, така, автомобил кој што се тркала и имаме уште едно. Ова е, Ова е нешто се удира со два тврди предмети Да, во така, по некаква нешто како она керамика е што е чиниите се произведени со тоа. И сега може да го допреме. Метал. 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 Точно, точно. Не мислам со замижени очи. За да погодите. Значи, можеме да откриеме дека со помош на слухот ние можеме да слушаме. Ги откриваме звуците и ги делиме, рековме, на пријатни и на непријатни, на тивки и на гласни и на предупредувачки звуци. Предупредувачки звуци не се обично, значи кои звуци? Сирените. Така, сирените. Кога, значи, поминува брза помош или некои предупредувачки звуци, тие што треба да направиме, секој знаеме дека Да се станеме тргнеме. или да им оставиме простор. Да се станеме или да остапиме простор, да се тргнеме на страна додека возиме. Тоа е се за денеска. Ви благодарам Одлично. на друштвото. Благодариме и вам Се надевам дека бев добра Да, гостинка. и Вашите беше многу часови се интересен. тука што се така доста интересни и поучни секако за децата. Ние правиме пауза. благодарам. Се враќаме со следниот час.